Добро утро до сите гледачи на Мега телевизија. Ова утро екипата на Мега од Прилеп се наоѓа во домот на господинот Борка Богески, кој што е еден од ретките, ако не можеби единствен, така да кажеме, изработувач на вакви рачно изработени корпиња. Добро утро, господине Богески. Дај Бог добро, деца, да ви даде Господ здравје. Јас сум Борис Богески, родом од село Топлица. Јас како овај занает одамна го имам уште како дете. Во селото мое Топлица имав еден дедо на мајка ми татко од Радовил, Кузе се викаше Гугошовски. Тој кога идеше кај нас на сите села му претеши во селото и јас околу него се вртев. Дедо, покажи ми покажа и од детинство до сега се плетам. Еве и кавези овдека има, и кошничина, и корпи, срчи плетам се. Значи овај занает сакам да го превземат младава генерација, да не го запустуваат, да се понови, ама како ќе имат желба, ја не знам. Рековте дека ги изработувате од какво дрво овие? Овие се специјално од врба, ама не обична врба, ракида се вика. Таа е ниско стеблена и со танки прачина. Од и другата врба не може да се лупи, се крши. Ова е исто врба, ама ракида се вика. Има и бела и црвена. Каде ги пронаѓате врбите? Овие прачки се најдуваат покрај реките, покрај блатата, од инаку насовот и не расат. И треба да ги одбираш таму, да ги знаеш, па дома ќе дојдеш овдека, па ќе ги лупиш, па ќе ги натопуваш вода и полека. Овој занает, секоја професија си има своја тежина, своји нервози, али ако имаш мерак, ако имаш волја со мерак, ништо не е нервозно. Јас, значи, од што имам мерак, затоа не ме нервира. Се занимавам и тоа ми е мене како хоби. Покрај ова што го плетам и овој занает, еве и тревки овдека имам. Си берам по планини, не си одам чајови, 30 и фазла тревки и сум познат како прв конкурент не во градов, туку одам и во Битола и во Скопје. Ми велат, Чичко, како ти што работиш, како ти што бериш тревки и што продаваш, нема никој, вика, од чајариве. Исто и со Корпинева многу ме фалат. Во Битола, во медицинскиот центар, ко ме видоа, таму одам, имам пријатели, му носам 4 корпина, му однесов сега пред еден месец-два на докторките. Мора на еден леблибиджија, мора на еден во пазарот, поголеми вака за овошје, за се. Видите овдека, значи, какво овошје има овдека, да си клаваш лешници, ореви, овошје. Ова е природно нешто, не е нешто вештачко. Затоа, значи, јас дур сум жив, нема да го напуштам овој занает. Дали ги продавате? Рековте ги давате, ги продавате овие корпиња? Живеете од овој бизнис, така да кажеме? Не. Јас од овој бизнис не се надевам, ама ете, тоа ми е мене како професија, како занает. Значи, сакам да не си го заборам, да ми бини времето да ми се помини. Зимно време немаме, иначе во летно време јас не можам да плетам. Во летно време јас овдека бавча имам, најубави домоти произведувам, ме снимавте летоска. Зимно време, за да се занимавам, ова кој ќе побара, некој му давам, ама ја не продам многу скапо што викаат. Ајде колку за поздрав, за нешто, за да се почестиме. А инаку не е во, да речиш, ова јас што ќе го сплетам денеска, се маткам цела ден. Ова корпево, значи една ден да одиш да ја береш прачината, една ден да ја лупиш, една ден да го плетиш, се исплаќа за 300. Значи секој ден по една стотка. А му речеш 500, многу е. И по 2-300. Ама тоа ме значи природно, ова е природно убаво за мерак, се да си клаеш натре. Значи и оре, и јаболка, и цреши, се што ти не. Во поголемите ете овдека може да си клаеш и домати, може да си клаеш и грози, летно време, се. Дали ги бараат нашите селеници кои ќе се вратат тука во летниот период? Па тоа, значи јас сега ги припремам и си велам овде кај нас дека со коегзистенцијава, со стандардов е низок, ама кој ќе дојдат странци, значи јас во Битола има ми се потребено со чајов, кој носев, одма 5 евра, 10 евра едно, значи, тоа за нив не е ништо. Ама 10 евра, то се 600. Кој ќе ти даде тебе за ова 600 овдека? А некој странец кој ќе дојди, шо е 5 евра, 10 евра ова? Значи, ќе ти го земи. Па јас така си намерувам, кој ќе има туристи, летно време на пролет,
ќе ги изнесам, ќе си ги продадам. А не за да се спечели ја од ова, ете за да не стоја така. Шо чудно овдека имам. Овие се кавези за ребици и тие понапет имаше ребичари. Идеа од дома ми порачува ребици да чува. Сега нема ни ребичари, ни ништо и така ми стојат. Дали имате еве за крај на кого да го пренесете овој занает? Абе види са, кој го сака овој занае? Значи, тој е убав, красен. Ако ти имај го, па ако нема да нема печалба ово, ти имај го. Оти јас не е само овој занает, ја имам 350 занаети. Ја и зидар сум, и молер сум, и фасадер. Знам и да косам, знам и да мелам брашно, знам и да сечам дрва. Па во Австралија, па 7 сите окејани ги препливав 4 во светов. Па 6 јазици странски знам. Па таму шо ти не работе. И доктор хируршко одделение работем, болничар хируршки. Се знам. Во Израел бев кафекувар. Од сите знаете, од сите професии. Па јас си велам, Арноти и по планини ве си шетам, има 10 години со чај си избирам. Арноти, па се занимавам, па ме крепи Господ здравието. 80 години ти на овие 80 години додеш по планините да работиш, ама мене па тоа ми е хоби и може од тоа и здравието ми служи. Да ве служи понатаму. Thank you very much. Тоа беше разговорот со господинот Борка Богески од Прилеп, единствениот производител на вакви рачно изработени корпиња во Прилеп, а може би и во Македонија.